Добар ден на сите граѓани македонци. Ова е една порака до Заев и сите таму што се у партиите, у владата. Не ми текне. У државните простори што се. За референдумот. Што размислуваш, ќе помине ли, нема ли? Размислувам дека нема да помине, дека ќе изгуби Заев. И тие што се таму сите ќе изгубат. Нема теоретски шанси да победат. Пошто ја ќе се кандидирам за премиер, гувернер. Добро. И многу подобри услови ќе направам за народот. Што ќе направиш, на пример? Што размислуваш да направиш? Добро. Вработување, значи. Многу работни места ќе отворам. А и тие што се вработени ќе имаат плата од 150.000 евро месечно. Мамбе, Да. многу пари тоа. Та 150.000 или 150? Сега не те разбрав многу. 150.000 150.000 месечно. месечно. Браво. Добро. Но многу работни места ќе отворам, стари фабрики, нови фабрики, згради ќе се прават, паркинзи ќе се прават, значи катни гаражи ќе се направат за возилата. Ќе се направат за уште за пешаци, за велосипедисти, патеки. Сета што е струја, кабли ќе се скинат, се подземја ќе оди ќе се направи. Да нема никаков прекин у струјната комуникација, која ќе бидат временските услови лоши. Добро, сега утре кај планираш да идеш? Дали рече дека ти се ода вамо? Утре ќе одам на манастир, на Свети Ѓорѓија, таму да се прекрстам, да се преспијам една вечер. И да се вратам други ден, на 8, и да се кандидирам за премиер и гувернер на Република Македонија и нова основана партија. Ќе биде ВМРО, Социјал-демократски сојуз, леви и десни сили. И ќе биде хранителска борбена национална македонска револуција. Добро, уред. Што ќе му порачаш на премиерот? За крај. На премиерот за крај ќе му порачам и да не се мачи. Да испаѓа и на референдум и да испаѓа да зборува на митинги. Джабе да не ги троши народните пари. Тие пари што ги троши народните пари може да се искористат за градење, за плати, за детски додатоци, за се. Уште потроши они тие пари. По референдуми и по митинги. За крај, што ќе порачаш на народот? Народот ќе порачам да ме гласаат
да имаат подобар живот и подобра иднина. Пријатно и чао на сите.